Ако цената на 1 метар квадратен е 1200 евра, за стан од 60 квадрати ќе треба да се одвојат 60.000 евра. Доколку платата е на ниво од 600 евра и во целост оди на отплата на станот, ќе бидат потребни рамно 10 години. Дали рата од 600 евра месечно може просечно семејство да плаќа секој месец? Ми не иди во предвид просечно и да се храни и да уплати стан, кредит. Ни случајно. 600 евра. Не верувам да се нафане некој. Во никој случај. Колку е просечната плата на еден работ? Доколку ратата се сведе на половина, односно 300 евра, рокот на исплата ќе се продолжи двојно и ќе изнесува 20 години, но без банкарски камати. Ова е обилна калкулација, но на терен се случува нешто друго. Во Штип, во моментов на продажба има само околу 30 станови, а нивната просечна цена се движи од 900 за стари, па се до 1350 евра за станови во градба. Верувале или не, продажбата оди како алва и станови безмалку нема. Како луѓето се сноаѓаат, па станови се купуваат и во оваа криза. Не знам, тоа ќе ги прашате овие што се збогатија наеднаш. Не верувам дека со кредити, само кеш. Со тендерите. Кеш. Кеш ќе купе ако има поддршка од надвор, од родители некој. Сем некое наследство ако не имаш или иначе со кредит тешко. Тој што има висока плата. Во однос на откупувањето, експертските анализи велат дека во Сараево се потребни 8,9 години, во Загреб 9,5, во Подгорица 9,9 и во Скопје нешто над 9 години за да се купи стан со целосно ангажирање на просечна плата за оваа намена.